Почитувани граѓани на општина Берово, следејќи ги приоритетите, кои ги дефиниравме од самиот почеток заедно со советниците при Советот на општина Берово и жителите на општина Берово, во изминативите 2 години работевме градејќи го Берово како посакувано место за жителите, инвеститорите и туристите, со развиена урбана и рурална инфраструктура и чиста и здрава животна средина. На 2 години од мојот мандат дожив сум како градоначелник на општина Берово, а во рамките на програмата од локалните избори да дадам краток осврт за проектите кои ги ветивме, со цел да им го подобриме животот на сите граѓани на општина Берово. Локалниот развој подразбира општествен и економски развој во рамките на локалните заедници и се однесува на остварувањето на цели и интереси на граѓаните, што имаат локално значење. Со оглед на тоа дека локалниот развој има суштинско значење за секојдневното живење и работење на граѓаните. Во овој процес се инволвирани сите институции на локално ниво и структури на локалните власти. Идеите потекнуваат од вас граѓаните, од бизнис и академската заедница, а ние ги реализираме чекор по чекор со јасна визија и со голема финансиска поддршка од централната власт, притоа земајќи ги во предвид сите аспекти на општественото живење. Работевме на подобрување на инфраструктурата како во градот, така и во населените места. Работевме на подобрување на комуналната хигиена и зачувување на животната средина. Бевме доста активни на полето на локалниот економски развој и во социјалната заштита, а неизоставен дел од секојдневието беа настаните од областта на културата, кои го збогатуваат културно-забавниот живот во градот. Реализирани проекти на инфраструктура. Асфалтирана е улицата во село Смојмирово од регионалниот пат кон Делчево до црквата во селото. Во склоп на проектот за атмосферска канализација асфалтирани се улиците Белкамен, 11 октомври, Малешка, Марксова, Карпош, Крушевска република и Ѓуро Јаковиќ. Асфалтирана е дел и вставено улично осветлување на дел од улицата Борис Кидрич. Изградена е пешачка патека како спој помеѓу улиците Димитар Валхов и Борис Кидрич во Берово. Инсталирани се фотоволтаични системи во пречистителната станица за отпадни води, во општинското основно училиште Дедилјо Малешевски и општинското средно училиште Ацо Русковски. Општинската јавна установа доктор Иван Влашки Берово го зголеми својот капацитет за нови 14 корисници. Во рамките на проектот одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Малеш Пијанец, втора фаза спроведени се активности за подобрување на туристичката понуда во микрорегионот Малеш Пијанец. Се врши редовен сервис на уличното осветлување, поставено е ново улично осветлување во населбата Абланица, улица Партизанска и на кеот на река Брегалница. Во рамките на активностите на општина Берово за подобрување на патната инфраструктура во населените места, асфалтирана е улицата Гоце Делчев во село Русиново, во текст се и другите активности на друг крак од истата улица во населеното место. Преку имплементација на декадата на ромите, изградена е Колско-пешачка улица како спој на улиците Балканска и улицата Братство и единство. Асфалтирана е улицата Димитрije Туцовиќ во Берово. На Беровско есоро се решава проблемот со чиста вода за пиење. Во рамките на проектот градење на инфраструктура за одржлив развој на туризмот, општина Берово доби дигитален информационен пункт кој што е прв од ваков тип во регионот и пошироко. Изграден е и покриен модерен градски пазар. Со бехатон плочки изгради се 3 крака од улицата Јане Сандански. Со поголема поддршка од централната власт извршена е целосна реконструкција на улицата Моша Пјаде во Берово, реконструиран е дел од патот Берово-Клепало и патот Берово-Виница. Образование. Општинското основно училиште Дедилјо Малешевски Берово во новата учебна година е започна со енергетски ефикасна средина, со променета столарија, променета кровна конструкција, нова енергетски ефикасна фасада, нови санитарии и нов мебел и интериер, со реконструирани спортски терени во Берово и во неколку населени места. Се модернизирана ставата во општинското средно училиште Ацо Русковски Берово, ставени се интерактивни табли, кои ги заменуваат кредите и зелените табли. Во детската градинка 23 август променет е дел од кровната конструкција во Берово и во село Будинарци, а набавени се и нови детски реквизити. На учениците на средношколците од Берово овозможиме да ја посетат Европската престолнина Брисел. Средношколци од Беровската гимназија посетија образовен форум во Варна, Република Бугарија. Председателот на Фондацијата Българска памет, доктор Милен Врабевски, обезбеди 20 компјутери како донација за потребите на основното општинско училиште Дедилјо Малешевски во Берово. Градиме стратегија за континуиран развој на Берово. Како стратешки документи кои ќе допринесат за континуиран долгорочен развој на општина Берово, изминатиот период изготвени се интегриран план за развој на општина Берово, стратегија за туризам, програма за енергетска ефикасност.
Култура. Активно работевме на подигнување на културното ниво во градот, а за тоа најголема потврда е богатата програма на овогодишниот етноплощад фестивал, кој во 5 фестивалски вечери го посетија повеќе од 30.000 посетители. Настапија познати музички имиња од државата и пошироко, како Джена Лончарвич, Владко Стефановски, Горан Алачки, Синтезис, Два Бона, Ефто Попиновски, Владко Лозановски, Бени и Нонстоп, Жаре Бербер, како и многу локални бендови. Свечено се одбележуваше денот на општината 23 август, кога најдобрите ученици од основните средните училишта беа парично наградени. Реализирани се бројни други манифестации и културни случувања, како представи, спортски надпревари, шоува, драми, концерти, а во рамките на можностите, финансски се помогнати и сите идеи на ентузијасти за збогатување на културните и спортските содржини. Од програмата Европа за граѓани, преку ЕУСЕФ мрежата за транснационална соработка, општина Берово користи социјални иновации за промовирање на културното наследство и за развој на туризмот. Транспарентност, проекти, стабилизација. Транспарентноста и отчетноста беа и остануваат основни постулати врз кои овие 2 години ја темелиме општинската политика. Така Берово годинава се најде на високото прво место на листата за активна транспарентност од источниот регион и на 10-то место во вкупниот ранг од сите општини и министерства. Во изминатиот период од голема важност е доведување на општината во стабилна финансиска состојба, благодарение на домакинското работење на општината и одлуката на владата за финансиска поддршка на општините и единките корисници. Одблокирана е сметката на општина Берово и истата стана ликвидна. Активности во тек. Преку источно-планскиот регион во тек се активности за изградба на пешачка патека на река Брегалница. Во населбата Ширината се пробива улица, во населба Мило се гради нова канализациона мрежа за отпадни води. Започна и реконструкција на локалниот пат село Владимирово, село Мачево. Работата на локалната самоуправа никогаш не застанува, посебно кога се работи за општина како Берово. Па така и листата на сето на што допрва ќе треба да се сработи е веќе започната. Идни проекти за кои веќе се склучени договори. Проект реконструкција на речно корито на река Брегалница во градот Берово, кој општина Берово ќе го реализира со европски средства преку прекограничната програма Интерек. Рехабилитација на делот патот село Русиново без Гаштево. Нов цевковод во село Двориште, реконструкција на улица 4 во село Русиново, реконструкција на улица Којова ливада во Берово, изградба на улицата Прохорчински во Берово, втора фаза. Подобрени комунални услуги. Во насока на подобрување на јавната чистота, набавена е зелена машина за подобрување на комуналните услуги, почисти улици и подобар јавен сервис. Поставени се канти за отпадоци на повеќе локации во градот, набавени се нови контейнери, а од неодамна општина Берово набави и половно возило за собирање на смет. Набавен е нов ровокопач. Изградена е нова парцела, проширени се градските гробишта. Изградено е внатрешно ентериерно доуредување на градската капела, со одлука на Совет е преостапена на услуга Берово и е пуштена во употреба. Од буџетот на општина Берово обезбедени се средства за субвенционирање на трошоци за комунални услуги. Останати проекти. Од буџетот на општина Берово за секој родено дете, чии родители се жители на општина Берово, се издвојат по 3000 денари. Во рамките на грижата за ромската популација, изградено е детско игралиште во ромското мало во соработка со КАМ Делчево, преку иницијативата Мрдни со прст од граѓаните на ромското мало во соработка со општина Берово. Во целокупната работа и ангажман имавме партнери, општествено одговорни компании, кои со својата несебичност придонесоа со збогатување на содржините и развојот на градот. Компанијата Зегин донираше нови реквизити играчки во паркот на кејот на река Брегалница. Скопска пивара донираше летниковец за беровчани. Имајќи ја вашата доверба, како честно и одговорност, секогаш вас, граѓаните, ви имавме како партнер во креирањето на стратешките цели, во креирањето на визијата за подобар живот во општина Берово. Вашите добронамерни критики и пофалби, идеи, предлози беа одлична платформа за нашата понатамошна ентузијастичка работа за мене како градоначалник, за општинската администрација, за Советот на општина Берово. Сите реализирани проекти произлегува од вас, граѓаните, од вашите потреби, од заедничките средби и од нашите можности. Токму затоа, овој отчет представува осврт на сето што заеднички го направивме во изминатиот период, во рамките на програмата која дававме пред граѓаните, во насока на подигнување на квалитетот на живот во општината.
според европските и светските стандарди, подобрување конкурентноста, подобрување инвестицијската клима и се разбира севкупен развој на општина Берово. Почитувани беровчани, на крајот, како градоначелник на општина Берово, ве повикувам сите со заеднички сили, многу работа и посветеност да продолжиме со развој и напредок на општина Берово. Поубава општина значи напредок и поквалитетен живот за сите нас и нашите идни генерации. Продолжуваме и понатаму да работиме со единствена цел – подобрување на животот на сите граѓани на општина Берово и развој на Берово. Успешноста на една општина подразбира континуиран развој и растеж, низ заеднички труд и ангажман од сите инволвирани страни.